Почитувани, ако со Заев Македонија го допре дното, сега со Ковачевски го проби. Вчера македонската јавност беше сведок на досега невиден меѓународен блам. Вчера видовме како Димитар Ковачевски го надмина Зоран Заев во секој поглед во погазување на достоинството и дигнитетот на државата, преку срам на јавна меѓународна сцена. Не се само понижувачки зборовите со кои Македонија беше посрамена и навредена на меѓународната средба пред балканските лидери и германскиот канцелар. Токушто повеќе е тоа што Ковачевски сето тоа го проследи со недоветно смеење и одобрување. Вчера кога го представува како премиер на идна западна Бугарија, Ковачевски, ако имаше грам достоинство, ќе реагираше во одбрана на својата држава, која ја представува и зашто зема плата од граѓаните, а не уште без врска да се смее и да се радува. Што има за смеење и радување, господине Ковачевски? Ако вака понизно и со измеќарски пристап реагирате на јавни омалважувања и понижувања на Република Македонија, тогаш е јасно дека вие немате кредибилитет и авторитет во меѓународните односи да ги застапувате и штитите македонските национални и државни интереси. Оваа вчерашна сцена само ја соголи вистинската слика за целиот сјај на бедотијата со која се води нашата дипломатија. Очигледно дека тие кои ја негираат и омалважуваат и се мајтапат на сметка на Македонија, се охрабрени затоа што спроти себе имаат политичари без кичма, со измеќарска ментална матрица кои немаат патриотско чувство, туку само болна амбиција и желба за власт. Почитувани, ово однесување на Ковачевски е срамно и бедно. За ваквото навредување на својата земја тој должи не само извинување, туку и оставка, како чин на одговорност за срамот кој се нанесе на меѓународна сцена. СДСМ е таа која должи извинување за ова поведение на Ковачевски, но тие решија тоа и да го бранат. Со тоа СДСМ решија да ја навредуваат интелигенцијата на своите граѓани. Ова кој што е СДСМ се обидува да го направи и да го убедува народот дека тоа што некој го плука е всушност дошт. Доволно се порази, понижувања и погазување на националното достоинство. Доволно се срамени успеси со оваа влада. Време е да се каже премногу е. Време е за протест, за промени. Народ на 18 јуни јасно и гласно ќе каже доста за оваа власт на СДСМ и ДУИ. Меѓу другото и заради овој срам кој го приреди Ковачевски. Време е за избори и нова достоинствена и просперитет на иднина за Македонија. Благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Видовме дека продолжува активната блокада во парламентот. Дали според вас ова активна блокада ќе донесе некои ефекти за да ја на некој начин ја принуди власта да распише предвремени избори? Вие неговите протести на 18 јуни, дали тие протести ќе бидат само етнократни или ќе бидат во некоја најава за да се изврши уште поголем притисок врз власта за извршување на избори? Благодарам многу на прашањето. Ние во собрание постојано се трудиме да ги објасниме сите процеси, но и да разговараме за секој еден доставен закон. И затоа внимателно кажавме се што е добро ќе оставиме да помине, но гледате дека власта не е интересирана што е квалитетно како закон или решение да седне со ВМРО ДПМН да се договори. Туку тераат све нина, тераат на срам. Видовте што се случи изминатиот период, не дозволија да се расправа во една комисија за она што го направи Талат Џафери, што видовме како ги пцуе вработените, едноставно немаше кворум. Видовте дека исто така на последната комисија за да се разговара за модуларната болници за несреќата, исто така немаше кворум и побегна. И сега прашањето е дали они сами се блокираат? Зашто бегаат од овие теми? Демократија да се разговара за секое прашање. Затоа ние ќе продолжиме со оваа така наречена активна блокада, но од друга страна ние постојано сме во собранието и збориме за секој еден закон и да објасниме на граѓаните. Не е разбирливо зашто власта не сака да седне со опозицијата да разговара за едно прашање. За ниту едно прашање. Гледате каква криза има моментално со ценовните трошоци. Апелираме да се донесат нови закони, да се намали повторно акцизата, бараме повторно да се намали данокот за граѓаните, едноставно да имаат поевтини производи. Но гледаме дека сме одбиени и најавуваат некои мерки од власта што никој не ги гледа и воопшто не се корисни. Затоа јас уште еднаш поради вашево прашање ако ми дозволите да апелирам да се вразумат и да седнат со опозицијата. Има прашање каде што може заеднички да делуваме, но ако продолжат со ово инат, гледате каде ја донесува Македонија. Срам за целото општество.
Во вториот дел што ми го поставивте прашањето дали ќе продолжиме со други активности, да, ќе продолжиме со други активности, но внимателно согласно она што ќе се случува во Македонија, така и ќе бидат и нашите проценки и сите оние случувања. Најважно сега е да не ги најавуваме сите останати работи, туку сите да се сконцентрираме на 18 јуни и затоа ги повикувам сите граѓани што сакаат да ни се приклучат, да повелат, да дојдат на тој протест, бидејќи сепак ова не е протест на ВМРО-ДПМН, ова е протест за сите граѓани, поради сите оние бламажи и срамот што го има на меѓународна сцена. Поради она што може да го видиме во економијата, односно што не може да го видиме, нема подобрување, стагнација, што граѓаните имаат помали плати, а производите се поскапи и поскапи. И сите оние понижување што ги трпи секој еден човек во оваа наша Република Македонија. Затоа ги повикувам сите да го кренат својот глас, зашто можеме подобро, можеме многу подобро и ова е премногу што го прават и треба да кажеме дека е доста.